кој што е способен, образован, инженер, со искуство и со раководно искуство, а истовремено и многу народен човек. Таков човек треба на Чешиново и на општина Чешиново држава. А не човек кој што нема оформено образование и не знае да склопи две реченици. Ни треба човек кој што ќе се грижи за народ, човек кој што е сериозен, стабилен, човек кој што ќе ги решава проблемите и знае и сака да ги решава. Горан Чотачов знам дека е таков човек. Тој и сака, и знае, и може да ги решава, и ги решава. Тие што ги ведува, тие ги решава. Драги пријатели, живееме во едно време во кое што СДСМ не може никој инаку да ја победи Ромава Дрвана на примени темни, мрачни методи, примени за заплашувања, застрашувања, притисоци, уцени и многу подкуп. Тоа беше карактеристика на првиот круг од изборите. На тој начин сакаат да обезбедат да личат дека народот ги поддржува, затоа што има други планови со Македонија и потребно и на нив и на нивите спонзори да изгледаат како победници. Тие кажаа дека ќе ја редефинираат Македонија. И тоа редефинирање го започна. Јас ќе ви кажам 6 точки со кои што тие сакаат да ја редефинираат Македонија. Првата, за која што веќе најавија дека почнува после изборите, е промена на уставното име и идентитетот на македонците. Втората е договорот со Бугарија, штетниот договор со Бугарија. Третото е законот за двојазичноста, неуставниот закон за двојазичност. Четвртото е доселување на мигранти во Република Македонија од Азија и од Африка. Петото е зголемување на даноците, зашто веќе јавно се фала. И шестото е легализација на хомосексуалните бракови и можност тие да доселуваат деца. Тоа е редефинирање на браковите. Тоа се 6 крупни работи со кои што сакаат да ја редефинираат Македонија. Драги пријатели, толку затоа некому му е важно СДСМ да изгледа како победник по секоја цена. По секоја цена тие да бидат тие дека ја добиле поддршката на граѓаните, а не Ромава Дрвана. И затоа многумина ги затворија очите и ги затнаа ушите кога се случуваше из Македонија подкупот, притисоците, заканите, уцените на секој грош, во секоја втора куќа, кај сите луѓе, колку што може да помеќе, со огромни пари што ги стурија. Информациите се дека истурија 20 милиони евра во подкуп на македонските гласачи. Но јас ги порачам дека нема да не скршат, дека нема да им дозволиме да не скршат. Може би во моментот имаат вовки спонзори од нас, видите, тоа не са пари од тука, тоа са пари од надвор. Толку ви пари тие не може тука да обезбедат. А и да обезбедат нема да ги дадат за оваа работа. Тоа се пари што се црни пари, што им се избројани, да ги подкупат македонските гласачи, македонскиот народ, граѓаните на Македонија и на тој начин некој друг да си ги оствари целите, кои што сигурно се дел од овие 6 точки на редефинирање, што ги спомена сега. Тоа е големата слика, драги пријатели. Тие сакаат да ја скријат големата слика, да не се зборува за големата слика. Да зборуваме за се и се што, но не и за крупните работи, не и за редефинирањето на државата, за името, за идентитетот, за штетниот договор со Бугарија, за двојазичноста, за даноците, за се оно што го кажа под овие 6 точки. И оно што е уште посмешно по целата работа е што зголемувањето на даноците не го кријат, туку се фала дека ги изголемиле даноците. Ги гледаме на телевизија и викаат ќе ги изголемиме даноците, како што ние некогаш викаме ќе ги намалиме даноците. Ромава Дрвана ги намали даноците до тој степен што имаме најниски даноци во светот, не во Европа, не на Балкан, во светот. Тоа е добро за секој човек, за секој граѓанин. Бидејќи повеќе пари остануваат во неговиот джеб или на контото на фирмата за која што работи.
автономија, данокот на добивка, ДДВ. Драги пријатели, да не им дозволиме да се коигрува со нашата интелигенција. Тие го подценуваат народ. Мислат дека ако со нешто се фала, а ако тоа е лошо, дека народот нема да свати дека е лошо и ќе каже што му се фала, значи е добро. Го гледам денеска, тој почва Лушев зборува дека зголемувањето на даноците не мога да биде за штета ни на граѓаните, ни на компаниите. Па чија штета ќе биде? Од кого ќе ги соберат парите? Ако не ги соберат од граѓаните, ако не ги соберат од компаниите, од кого ќе ги соберат? Од соседните земји. Тоа е, драги пријатели, подценување на народот. Си игра мајта со народот. Уште додава и вика, не само што нема да биде од штета, туку ќе биде од корис. Значи да ги земат парите од джеб и на вас и на фирмите во кои работите и од кого ги соберат. Видимо и како. Ова се наделува награда за економија да се кандидира. Драги пријатели, живееме во времења во кои што се гледа дека овие не ги бива за работа, се гледа дека цело време сега ветер морва, дека се занимаваат со криминални тендери, со подржба на националните интереси, одработуваат на штета на државата и во исто време ни подаваат прикатна дека тие се за демократија и за слобода и дека се многу честни. Заед секој ден збори дека тој бил честен. Прво самиот за себе да збори секој ден дека си честен, значи дека си нечестен. Зошто има потреба на секој митинг по 15 пати да кажува дека е честен? Затоа што си ја има мулата на капата. Па му треба по 15 пати на секој митинг да збори дека тој бил многу честен, да мислите заед честен, и сега ај се бил многу честен, туку и чести политичари додат. Ама и тоа е многу, ќе додат сега и во општините чести градоначалници. Овој честни. Тоа е подценување на луѓето. Па зар не гледа луѓето што прави? Па гледат ми снимки, па гледат ме како бара митото, се е јасно. Драги пријатели, на тоа подценување на народот треба да одговори со гласање. Гласање за ВМРО да помали и против СДСМ. И јас сум сигурен дека така моделова ќе биде овде во Блешево и во општината Чешиново и општината Чешиново во Блешево. Почитувани присутни, видовме на терен како организираат избор. Организираат класичниот трикански избор. Со овие уцени, со претења, со закани, со потврдување. Насекаде и цела земја, во сите општини. Но сакам да им порачам дека нема да не свршат, дека нема да им дозволиме да не свршат. И дека секој оној кој тргнал против својот народ лошо завршил. Не им се плашите ниту вие, затоа што тој кој со страх сака да владе не трае долго. Ова се марионетска влада. Секоја марионетска влада не трае долго. Никогаш не трае долго. Марионетските влади ги држеле некој од надвор, ги нанесувале, ги искористувале и ги шутувале. Ке се врати народната власт. Ке се врати ВМРО да помане на власт. И не заборавајте, ние, ВМРО, секогаш што стануваме со вас, рамо на рамо, да ги победиме и да ги поразиме. ВМРО секогаш бива со народот, и во добро, и во лошо. Сега се тешки времења, но ќе дојдат добри. Времењата се менуваат. Ништо не останува исто. Овие неранимајковци кои што летаат во облаци, затоа што некој друг ги донал на власт, брзо ќе се кажат заради нивниот однос. Брзо ќе се кажат заради сите запрошувања на луѓето што работат во администрација, заради сите уцени на земјоделците, заради се што прават со агресија, со сила, со закани, со уцени и со подкупи. Ке се срамат на улица да ве погледат сите тие кои што денеска ви викаат седи си дома, не излегуве во недела, гледај си работата, ке ги изгуби субвенциите и така натаму. Ке ја менуваат улицата кога ќе видат. Ке видите што ќе се случи. Крајната цел на сето ова е да се сузбие секој слободомислички македонец, кој се грижи за својата држава,
кој го сака својот јазик, својот идентитет. И преку разни механизми да се делува сакањето на својата држава и татковина, да стане нешто што е демодерно, нешто што не е модерно, а модерно да биде нешто од типот на легализација на хомосексуални бракови, легализација на маријуаната, максимализирање на алкохолот и така натаму. Ненормалното да стане нормално, нормалното да стане ненормално. Нема да ни дозволиме тоа. Ке го издржиме ова време, ке се вратат работите таму каде што се. Да, и пријатели, или пак, секој кој ќе помисли да ја штити државата, како што беше на 27 јарка, секој кој снимал документарци за македонските дејци, секој кој поставувал или учествувал во поставувањето на споменици на македонските херои, кој градил патишта, автопат, кој цело своје време се труди и дава енергија и го посветил на оваа држава, да се плаши дека ќе биде намесен и притиснат од било каков процес. Криминалците на слобода, патриотите во затвор. Красничи на слобода, Едмон Демилко во затвор. Едмон Демилко кој што е човек, борец за човековите права на македонците во Албанија. Единствен македонец градоначелник на Албанија. Тој во затвор, пусти голем човекот, а Красничи криминалецот на слобода, настојан да уши и се смее на сите. Дошол неговиот шеф заедно во слобода. Бајош, осуден за десетина кривични дела, го пуштаат на слобода и негови од кафана ни покажува вака, да ме победа. Победот со неговиот чесен председател, што е многу чесен и што го пуштаат на слобода. Оној Јакич, кој што е осомничен за дивање дрога, напаѓа градоначелник, а треба да е во куќен притвор. Објавија закон дека ќе ги ослободуваат 1050 затвореници, од кои најголем дел засторени тешки телесни повреди. Па кога ја гледаме оваа неправда, кога гледаме какви тешки криминалци ќе се пуштаат на слобода, не можеме да не кажеме дека луѓето што учествуваат и беа навлечени и спровоцирани на 27 април да влезат во собранието, нема никаква логика понатаму да бидат прогонувани и да има процеси против нив. И ВМРО се бори за тоа, да им се помогне на овие луѓе. Не може убисите на децата од Силковското езеро да се пуштат на слобода, а детето што купил косат 4 години затвор. Не може. Треба да ги пуштат и тие луѓе. Малку и. Та и пријатели, она што е исто карактеристично е дека заборавија на се што ветува. Ветува, да кажеме, 500 евра посечна плата. Ај што не врсни посечната плата, таа пуши да паѓа. Ветуваа дека сите лекари ги имаат по 1500 евра плата. Врска нема. Нула. Нула зголе нула. Ветуваа точно, Зорис, 30 со 25. Така ли беше? Колку е сега? 13 со 30. Лажеа моч и уште лажа. Секој ден доаѓа и лажа. Доаѓа и у првиот круг, доаѓа и сега. Лекар платати, 50 денари ги било, 25 денари ги било, кој со телевизората рампа, врска нема. Класично лажење од страна на СДСМ. Класично залажување. Овие денови ги видат се што сакате да чуете. Едно слободно работно место го ветуваат на 10 луѓе. Една функција е ветуваат на 15 луѓе. Тоа е СДСМ. И ќе ги дојде крај. Најавно брзо ќе свати дека има работа со измамници и ќе ги казни во измамници. Гледаме дека ветуваат нови инвестиции, а нема ниту една нова странска инвестиција во Македонија. Реалноста е дека паѓа индустријското производство, паѓа извозот во Македонија, паѓа девизните резерви, пропаѓа економијата, тонни. Точноците за живот растат, а тие се фалат дека ќе ги изголемуваат деносите. Но не заборавија да го случат штетниот договор за Бугарија. Тоа уште првата не е требала да свршава во Бугарија да не пропушта. Драги пријатели, сакам да им површам на сите земјоделци, на овие чесени работи народ, како што сте вие, земјоделците, тука од вас волем да се земјоделци, кои со мака пешали за своите семејства. Вие најдобро знаете дека во сите овие години, додека ја управувавме владата, бевме ваш најсилен партнер. Со ова бевме и кога беше добро, и кога беше тешко.
и за поплави и непогоди, и тогаш кога требаше да се исплатат субвенции кои порано никогаш не ги добивате. Сега гледаме како ви оценуваат и ви се закануваат, но ве повикувам да не се плашите. Не ви можат ништо. Вие со својот труд си заработувате за своите семејства и знам дека нема да им подлегнете на притисоците, затоа што вие сте горд и храбар народ и нема да им подлегнете. Го знам тоа. Драги пријатели, одека во општина, по 2006 кога дојдовме во владата, имаше цена се 560 работени. Толку беа од цела општина работени луѓе, регистрирани работени. На крајот на 2016 бројот на вкупно регистрирани работени луѓе е 1570, од 560 на 1570. Тоа е скоро 3 пати повеќе работени во општината Чешиново Облешово. Тоа е добро. Тоа е разликата меѓу нас. Ние отвараме нови работни места, помагаме луѓето да се работат, да си најдат работа, да добиваат плата, да ги издржуваат своите семејства, а не да се занимаваме со лаги и свитри. Не да лекуваме на секој сештон, туку да се трудиме да донесеме инвеститори кои ќе отворат нови работни места. Истовремено сакам да ви информирам дека новиот градоначелник ќе обезбеди на учениците од прво до пето одделение да имаат бесплатен здрав оброк на училиште, со што ќе се обезбеди здрава храна за учениците и истовремено ќе се обезбеди и растеретување на домашниот буџет на родителите. Општината Чешиново Облешово и Горанчо Зашов ќе овозможат можности за граѓаните за стекнување со собствен дом, ако го немаат, со тоа што ќе се овозможи за тие што немаат куќи, да им се овозможи по символична цена од 1 евро квадрат почетна купување на земјиште, а потоа или укинување или драстично намалување на комуналиите за градба на куќа, за да може секој што нема куќа да се изгради. Нудиме и концепт во кој нема да има асфалтирани и осветлена улица и ќе има парк во секој мало. Ветуваме до изградба на останатите делови од водоводната мрежа во Облешово, во Чешиново и во Чифлик. Ќе изградиме водовод за Уроци, нов бунар за вода во Спанчево и нова фекална канализација во Спанчево, во Соковаци, во Бања, Теренци, Жиганци и нова пречистителна станица во Чифлик. Ќе се изгради и асфалтираат улици во Бања, во Боручево, во Чифлик, во Чешиново, во Кучичино, Облешово, Соковаци, Спанчево, Уроци, Жиганци и во Теренци. Ќе се изгради регионалниот пат Кучичино-Теренци. За младите и за жителите ќе се изгради и повеќенаменско игралиште во Соковаци и во Чешиново, во Облешово се заврши. Ќе се направат уште многу други работи, но преходно, драги пријатели, потребна е една работа. На стравот што се обидуваат да ни го втераат, да ни слушат, во недела да им одговориме со вамаровска пркост. Драги пријатели, гледано низ историјата, ВМРО не се исплашило од многу поголеми сили и многу попасни идеи. А нема да се исплаши од овие неработници и неранојковци. Ќе и дојде време да си победиме во недела, а ќе дојде време и до централна за истина. И ВМРО повторно да застане на чело на државата и да се грижи за народ и за руралните места и за сиромашниот народ. Да се живи заедно, да живее Чешиново, да живее општината Чешиново Облешово, да живее ВМРО да помага.